Еден богат човек и неговиот син сакале да собираат ретки уметнички дела. Имале се во својата колекција од Пикасо до Рафаел. Тие често седеле заедно и се воскитувале на големите уметнички дела. Еден ден синот бил повикан во војна. Тој бил многу храбар што загинал во битка спасувајќи друг војник. Таткото бил известен и длабоко тагувал за своето единствено дете. Од прилика еден месец подоцна тропнал некој на вратата. Еден млад човек стоеше таму со голем пакет во рацете. Тој рече: "Господине, вие мене не ме познавате, но јас сум војникот за кого вашиот син го даде животот. Тој ден тој спаси многу животи, а мене ме носеше сигурно кога куршум го погоди неговото срце и веднаш почина. Тој често зборуваше за вас и вашата љубов кон уметноста." Младиот човек го подаде пакетот. "Знам, ова не е многу. Ја не сум голем уметник, но мислам дека вашиот син би сакал да го имате ова." Таткото го отвори пакетот. Тоа беше портрет на неговиот син, насликан од младиот човек. Таткото седеше со воскит, на начинот на кој војникот ја доловил личноста на неговиот син на сликата. Таткото беше толку привлечен од очите што неговите очи собствени се наполнија со солзи. Тој му заблагодари на младиот човек и понуди да му плати за сликите. "О не, господине," каже војникот, "никогаш не можев да му содолжам за тоа што вашиот син направи за мене. Ова е подарок." Таткото го закачи портретот на центарот на неговата соба и секој пат кога посетителите доаѓаа во неговиот дом, тој ги носеше првен да го видат портретот на неговиот син, пред да им ги покаже некој од големите дела што тој ги собрал. Денеска ќе продолжиме со книгата на Ефесијаните, првата глава, и ќе се фокусираме на 11 стих. Фокусот ќе биде денес само на 11 стих. Може таму да отворите, да видиме. И темата на проповедта ќе биде наследство преку суверенитет. Наследство преку суверенитет. Ја уште еднаш ќе го прочитам стихот. Стихот вели: "Во кого и ние бевме избрани за наследници, зашто бевме предопределени однапред со одлуката на оној кој прави се по советот на својата волја." И сега ќе почнеме да го разгледуваме стихот дел по дел, да видиме што има да ни каже. Стихот почнува со фразата "во кого". Во кого? Овде се мисли на Христос и ова е типично за овој пасос. Често се спомнува Христос, дека во Него, во Христос и само во Него ни доаѓаат сите благослови. Во Христос имаме заедница, имаме врска, имаме општење. Ова е органски спој во кој сме врзани со Него. И Христос е каналот преку кој сите благослови што ги имаме ни се дадени. И така и овој благослов. И овој благослов што овде е спомнат ни е даден во Христос. Во кого имаме се. Потоа е зборот "и" или "исто", и овде како Павле да кажува на сите други благослови што ги имаме, што сега ги напишав, и овој исто, и овој плюс. На сите до сега дадени, и овој ни е даден. Бог кој е Богот на сите благослови, кој е полн во својата полнота, во својата неисцрпност, не може да се исцрпат неговите благослови. Од изобилство ни дава, и овој исто така. Понатаму викав "и ние", во кого и ние, во кого, во Христос и ние. Овде има на ум себе си и другите евреи, што се спасиле, што дошле до Христос. Потоа во 13 стих ќе каже "и вие", исто така мислејќи на неевреите, очигледно им пишува на неевреите, што поверувале во Христос и го добиле овој благослов преку Евангелието.
Тоа го гледаме во 14 стих. И евреите, и неевреите го имаат истиот благослов, а тоа е благословот на наследството, што го гледаме во следната фраза. Во кого и ние бевме избрани за наследници. Еве го благословот, кој е фокусот на овој стих. Бевме избрани за наследници е еден збор во оригиналниот текст и има повеќе опции да се преведе. Е комплексен збор. Глаголот е во пасивна форма множина. Првата опција може да се преведе како дадено ни е наследство или наследства. Втората опција е ние бевме направени наследство. Се мисли наследство на Бог. Бог добива нешто од неговите дела. И третата опција е дадено ни е да сме наследници или избрани сме да сме наследници. И сите три опции се можни, но кога ќе се види стихот во контекст, каде контекстот е Бог што направил за нас и колку не благословил и какви благослови се ни дал, што направил за нас, најдобро е да се земе третата опција како најадекватна. Дека дадено ни е да сме наследници или избрани сме да сме наследници и поради тоа го добиваме наследството. Текот на мислата не е дека ние стануваме наследство на Бог, дека Бог добива нешто како резултат на неговите дела. Но дека тој дава, дека тој поклонува, дека од него извира се и сите благослови. Бог е тој кој не прави наследници, Бог е тој кој ни го дава наследството. Концептот дека ние стануваме наследство на Бог е да е точен и го има во Библијата. Например, во пета книга Мојсеева 4:20 го имаме тоа, го гледаме. Но овде не е фокусот тоа, не е фокусот на пасосот тоа. Значи, благословот е дадено ни е наследство. Дадено ни е наследство. Сме направени наследници да бидеме. Што е ова наследство? Што опфаќа? Треба да се прашаме. И веќе зборевме за наследството во 5 стих, во првата глава, има посебна проповед за тоа. Кажавме дека наследството се добива преку посинување или посвојување. И наследството опфаќа се. Дека опфаќа цела физичка креација и цела духовна креација. Целиот универзум и сите ангели. Значи, се што може да се види и се што не може да се види, го опфаќа наследството. Наследството е тотално, буквално се. Джеймс Смит од 19 век пишува за наследството на христијанинот и вика, отворен цитат: наследството на христијанинот е високо како рајот, длабоко како пеколот, пошироко од земјата и по-пространо од морето. Затворен цитат. Значи, наследството опфаќа се. И Бог, како добар татко, им дава се на своите деца. Не задржува ништо за себе. Се и дава, се дава. И ова наследство не е како другите земни наследства што ги гледаме на земјата, туку е уникатно и посебно. Посебноста се состои од тоа што е нераспадливо, што не деградира, што не се распаѓа. Останува за секогаш. Исто така, земни наследства може да бидат конфискувани, може да бидат земени, може да бидат украдени, да се уништат у текот на времето, но ова наследство никој не може да го уништи, никој не може да го земе, никој не може да го украде. Ова наследство е уникатно и е вечно во тоа што за секогаш трае. За секогаш постои. Во разгледување на стихов може да се прашаме зошто овој благослов што е пишано овде, зошто
не каже Павле, Бог ни дал многу благослови, многу дарови, многу сме привилегирани како верници. Еден од тие благослови и овој. Целиот универзум. И се во него. Зошто наследство? Зошто се користи тој термин, тој збор? Наследството, знаеме од земјата, е давање или оставање на целиот имот, што родителот го поседува на своите деца или на некој друг после смртта. Гледаме дека наследството во самата суштина укажува на родителство, на фамилија. Дека Бог не посвојува, Бог не прави негови синови и ќерки, и во контекст стануваме дел од неговата фамилија, и во овој поглед ни го дава наследството. Наследството не е само подарок, туку е манифестација, демонстрација на родителска љубов. Тоа е уникатот. Исто така наследството се дава после смрт на родителот. Овде во духовна смисла гледаме дека Исус е тој кој умира да ни го даде ова наследство. Ова наследство не се дава туку така, туку е дадено по цена на смрт. Е дадено по цена на големи маки, на огромно понижување на Божиот Син. Затоа ова наследство е толку драгоцено, толку посебно, толку уникатно, што е дадено од љубов на родител, е дадено во контекст на фамилија, и Исус умира да ни го даде ова наследство. Е дадено по цена на смрт. Но најславната работа во наследството, најголемата работа, не е тоа што Бог ни го дава целиот универзум и сите ангели. Туку најславното нешто во наследството е што Бог самиот себе се дава во наследството. Бог вика: толку многу ги љубам моите деца, толку многу се посебни, толку многу се вредни во моите очи, што сакам да им го дадам највредното, најголемото, најубавото, најславното. А што е тоа? Тоа сум јас. Јас сум најубавото, најголемото, највредното, најславното. Нема ништо поубаво, поголемо, повредно, пославно, и затоа јас ќе се дадам во наследството. Бог вика. Ќе се дадам себе си. И ултимативно наследството е наследување на Бог, наследување на Него. И ова е многу поголемо од било кој земји, од било кој пропорции, од било кој размери кој Бог ни ги дава овде на земјата, од било кој поседи, плацеви, куќи, земја, држава, е многу поголемо од целиот универзум. Од овој и од тој што ќе дојде, вечните универзуми. Еден има напишано, отворен цитат: каква корист ми се очите ако тебе не те гледам? Каква корист ми се ушите ако тебе не те слушам? Каква корист ми е устата ако тебе не ти зборувам? Рацете ако тебе не те прегрнам, нозете ако тебе не те следам? Каква корист ми е умот ако не размислувам за тебе? Каква корист ми е богатство ако не го потрошам за тебе? Каква корист ми се задоволствата и уживањата ако ти не си во нив? Каква корист ми е животот ако ти не си тој живот? Златни улици и порти од бисери ако ти не одиш меѓу нив? Каква корист ми е рајот ако ти не си тамо? О, рајот е пекол без тебе. Она што го посакувам си ти, Господе. Не задоволство, не уживања, не богатство, не слава, не бесмртност, само ти и само ти. Затворен цитат. Значи, наследството ултимативно е Бог. Да се најде, да се добие и да се има најголемиот,
најврвниот и најславниот. Павле можел да го заврши стихот овде и да каже во кого, во Христос, и ние бевме избрани за наследници и толку да заврши овде. И тоа ќе биде сосем доволно. Но, оди понатака, ја кажува причината на наследството. Се нурнува, ко може да кажеме во длабочините на Бог, се нурнува во минатата вечност, се враќа назад и кажува која е причината, кој е движечкиот погон, зошто се случува ова, која е причината, е основата. И тоа го гледаме понатака во стихот, во следната фраза е бевме определени однапред. Значи, во кого и ние бевме избрани за наследници, зошто бевме определени однапред. Определени однапред е еден збор во оригиналот и значи предопределување. И е истиот збор што го видовме у 5 стих, каде пишува дека Бог не предопределил за посинување или за посвојување, не определил однапред за да не посини. Преку, како што кажавме, посинувањето, стануваме синови и ќерки на Бог. И ова предопределување се случува во минатата вечност. Бог одредува одредени индивидуи во минатата вечност. И тие индивидуи да им го даде наследството. Значи, во минатата вечност, пред се да постои, пред да постои рајот, пред да постојат ангелите, пред да постои универзумот, пред да го создаде човекот, Бог одредува пред се да даде наследство на одредени индивидуи. Бог предопределува. Предопределува значи ја сетира дестинацијата на овие индивидуи, а дестинацијата е наследството. Значи, во минатата вечност, Бог ја одредува твојата и нашата дестинација. Во минатата вечност, Бог одредува на кој да го даде наследството, и тоа наследство ултимативно се случува во идната вечност. Значи, имаме одредување на работа, наследството, од мината вечност, па се до идна вечност. Тоа значи, ако една работа се фиксира и се одреди, треба се друго да се фиксира и да се одреди. Значи, во минатата вечност, не само што Бог ја предопределува иднината и да го даде наследството, туку тој одредува што ќе се случи во вечноста, и патеките, и начините, и средствата да се дојде до идната вечност, а тоа е наследството. Значи, Бог одредува се. Бог одредува каде ќе се родиме, кога ќе се родиме, во која земја ќе се родиме, какви родители ќе имаме, какви роднини, какви учители ќе имаме околу нас, во која школа ќе одиме, какви места ќе посетиме, кои ќе бидат луѓето околу нас, кои ќе се земеме, се мажиме, се жениме, колку деца ќе имаме, се е одредено од почетокот па се до крајот. И овде ја гледаме причината на наследството. Причината на наследството е пред определувањето. Од таму доаѓа наследството, од таму доаѓа овој благослов. Но апостол Павле оди уште подлабоко и кажува дека пред определувањето е движено од нешто друго. Е движено од нешто друго. Кажува зашто бевме определени однапред со одлуката на оној, со одлуката на Бог.
Значи, основата на наследството, кажавме, е предопределувањето, но пак основата на предопределувањето е одлуката на оној, одлуката на Бог. Одлуката на Бог е неговата решителност, неговата детерминација, неговата сигурност да го исполни тоа што го наумил. И кога Бог ќе одлучи нешто и ќе реши, никој и ништо не може да му застане на патот. Е решителен. Неговата одлука е неговата детерминација да изврши тоа што е во неговиот план. Јов 42:2 зборува на Бог и му вика: јас знам, твојата моќ е безгранична. Тоа што ќе го наумиш не може да биде попречено. Исаја 46:9 и 10 Бог зборува и вика: јас сум Бог и нема никој друг, никој не ми е сличен. Јас сум оној кој од почетокот го открива свршетокот и јавува однапред за она што не збиднало. Јас велам, мојата одлука ќе се исполни и ќе извршам се што ми е по волја. Понатака во стихот средната фраза е кој прави се. Чи со одлуката на оној кој прави се. Со одлуката на оној кој прави се. Се овде вклучува се. Сите работи Бог ги движи, сите работи Бог владее со нив, оркестрира и движи, прави се во целата креација. Бог е тој кој оркестрира, движи се. Нема среќа, нема судбина, нема случајности, нема несреќи, нема случки и настани кои се надвор од Божиот дофат, каде што тој не владее. Бог е апсолутно, тотално во контрола. Тој има змечувачка контрола над сите работи. Нема ништо надвор од неговиот зафат. Најмалата честица, прашинка, до најголемата галаксија. Апсолутна контрола и доминација на сите работи. Лексиконската форма на глаголот прави е енергео, од таму го добираме зборот енергија. Тоа значи да се даде енергија, да се активира, да се стави во функција. Тоа значи дека Бог секој момент, секоја минута, секоја секунда вбризгува нова енергија, нов живот на сите работи. Тој не е пасивен, не е негде далеку, оддалечен, на дистанца на некоја галаксија, ставил закони и тие закони сами по себе функционираат. Не, Бог е активен, вовлечен, инволвиран и тој вбризгува енергија, живот, битие, здив на сите работи постојано. Хоратиус Бонар, англиски пастор и поет од 19 век, пишува отворен цитат: не си имаме работа со далечен и невнимателен Бог, но со тој Бог кој ги одредува границите на нашето живеалиште, кој ги брои нашите влакна, кој ги храни гавраните, забележува смрт на врапче и ги облекува полските кринови. Затворен цитат. Значи овде имаме до сега Павле кажува дека според одлуката на оној кој прави се движечките елементи за овој благослов, па може да кажеме и за сите други. И за се друго, движечките елементи се предопределувањето и одлуката на Бог кој прави се. Но Павле оди уште подлабоко. Не застанува тука. Има уште едно ката, уште едно според. Тоа е според советот на неговата волја. И овде застанува. Советот на неговата волја е коренот, е изворот,
е сонцето, може да кажем, е вулканот, од каде сите работи излегуваат. Како што кажавме, коренот на пределувањето е одлуката на Бог, но пак советот на неговата волја е од каде излегува одлуката. Значи, до сега видовме 4 елементи. Имаме во мината вечност предопределување, имаме одлука, имаме совет и неговата волја. Советот на неговата волја, како што кажав, е основата на сите работи. Од таму излегуваат сите работи. Советот се плановите, се размислувањата, се дискусиите на членовите на Светото Тројство. Советот се консултациите на Таткото, Синот и Духот во мината вечност за креацијата на овој универзум и за сите работи во него и оркестрацијата на сите работи од почеток па се до крајните универзуми на рајот и пеколот. Советот на Светото Тројство го поставува планот, шемата, скицата или може да кажеме цртежот на сите работи. И тоа од почетокот на нивното создавање па се до минатата и крајната и вечната вечност. Се до вечните универзуми на рајот и пеколот. И оваа скица, овој план, оваа шема или може да кажеме декрет ги вклучува апсолутно сите работи. Сите луѓе, сите настани, сите случаи, апсолутно детално. Од малата прашинка, од најмалите атоми, најмалите честици, до најгигантските галаксии. Од почетокот па се до крајот. И се е поставено, одредено во минатата вечност. Скицата и шемата е сетирана во минатата вечност. И од советот на тројството произлегува неговата волја. Неговата волја е неговата желба или наклонетост да исполни таа скица, таа шема, тој декрет. Неговата желба да ги движи сите работи според неговиот совет. И Божјата волја и желба е интересен концепт да се размисли, зашто ако Бог има желба и таа желба, преку таа желба бара нешто, тогаш може да кажеме дека на Бог нешто му фали. Или имаме желби и посакуваме некои работи зашто ни фалат тие работи. Но на Бог ништо не му фали. Тој е комплетен, тој е целосен, тој е совршен. Тогаш зошто има желба? Зошто има волја? Теологот Хрман Бавеник пишува вака, отворен цитат: Бог не може да се одмори во ништо друго, освен во себе. Бидејќи тој е Бог и тој не може да биде благословен освен во и преку себе. Предмет на Божјата волја е самиот Бог. Неговата волја е неговата суперлативна мудра наклонетост кон сопственото јас како врвно добро. Затворен цитат. Значи, желбата на Бог или неговата наклонетост, неговата волја е ултимативно насочена кон себе. Ултимативно сите стрелки покажуваат кон Бог. И Бог ја исполнува таа шема, таа скица, тој декрет, ултимативно за своја слава. Ултимативно се бара себе си. Значи, желбата е насочена кон себе. И овие 4 елементи, што ги видовме во стихот што ги гледаме, Стивен Лосон добро ги врзува и кажува, бориме за советот, за волјата, за одлуката и за предопределувањето. 4 елементи кои се случуваат во минатата вечност, од кои
ни се дава овој благослов, ни се дава наследството. Значи, како што кажавме, советот на Светото Тројство е изворот, е вулканот, е сонцето, е фонтаната од каде се извира, се излегува. Тој совет ја движи неговата волја, неговата желба, неговата насоченост, која ултимативно е кон себе и за своја слава. Советот на неговата волја пак ја движи Божјата одлука, неговата решителност, неговата детерминација, неговата сигурност да исполни својата волја, да исполни својот план, својот декрет, својата шема, својата скица. А пак тоа е основата на предопределувањето. Бог предопределува во минатата вечност според неговиот совет, на кој ќе му го даде наследството. Значи, гледаме од почеток до крај дека Бог е суверен, дека Бог одредува слободно на кој ќе даде наследство, на кој ќе го даде наследството, овој благослов, па и сите други, и е суверен и движи се од тогаш па се до крајот. Дека Бог преку својата сувереност ќе се осигура дека ќе го добиеме наследството. Дека наследството ќе биде наше во идната вечност. Џон Пајпер ја дава следната дефиниција на Божјата сувереност и сега ќе поразговараме за Божјата сувереност подетално, бидејќи таа е основата зошто го добиваме наследството. Ние добиваме наследство преку Божјата сувереност. Џон Пајпер вика, Бог има авторитет, слобода и мудрост да оствари својата намера, се што сака и намера да направи. Затворен цитат. И сега ќе видиме три сфери каде Божјата сувереност апсолутно доминира. Тие три сфери влијаат на нас и влијаат на нашето наследство. Ќе ги видиме нив подетално, како Бог е суверен во нив и нема да дозволи нешто да застане на патот до нашето наследство. Нема никој и ништо да застане на патот на нашето наследство, на овој благослов кој Бог го ветил дека ќе ни го даде. Ќе видиме три сфери каде Божјата сувереност апсолутно контролира. Првата сфера е духовниот свет, тоа се ангелите и демоните. Втората сфера е природниот свет, тоа е се видливо. И третата сфера е човекот, надворешно и внатрешно. Да почнеме со првата, сферата на духовниот свет, ангелите и демоните. Знаеме, очигледно е дека Бог владее со ангелите. Збориме за добрите ангели. Тој ги создал, тие се негови слуги и се покоруваат на неговите заповеди и тоа брзо и посветено. Штом Бог даде заповед, нема чекање, нема размислување, нема колебање, одма се извршува таа заповед. Одма се спроведува. Ангелите одма ја спроведуваат. Тоа е јасно дека Бог владее со ангелите. Но интересното е што Бог исто така владее и со демоните, и со нивниот цар ѓаволот. Иако тие се во војна, во антагонизам, во непријателство со Бог, иако има немир меѓу овие два света, Бог апсолутно владее и ги контролира. Апсолутно владее и ги контролира. И само што Бог тоа ќе го дозволи, тоа се прави. И ништо повеќе. Ништо повеќе, ниту лево, ниту десно. Ниту горе, ниту доле, ништо повеќе. Само тоа што Бог ќе го дозволи, тоа го извршуваат демоните и ѓаволот. И тоа го гледаме, например, со Јов. Бог му дозволува на ѓаволот да го направи тоа што го прави со Јов и ништо повеќе. Само тоа што му е дозволено,
само тоа го прави. Може да кажеме дека сатаната е како куче на ланец кој Бог го држи и каде што колку тој ланец ќе биде пуштен, толку ѓаволот се движи и оди. Гледаме, например, во Евангелијата, демоните го молат Исус да не ги мачи и да ги пушти во свињите. И тој кажува, одете во свињите. И тие одат таму. Че гледаме дека Бог е во контрола на целиот духовен свет. На ангелите и на демоните и на ѓаволот. Прави со нив како што тој сака. Сите тие се негови агенти. Втората сфера е сферата на природниот свет. Бог владее со природниот свет. Ова значи се видливо, што гледаме, целата физикалија, целата материјална природа. Сите животни, сите растенија, сите инсекти, сите птици, сите звезди, сите галаксии, сите планети, сите природни феномени. Бог владее суверено. Например, сега ќе видиме неколку примери од Библијата. Кога Бог ја објавува последната казна во Египет, во времето на Мојсија, последната казна е дека првородениот ќе умре. Сите првородени ќе умрат. Во Излез, 11 глава, 6 и 7 стих, ова е напишано. И ќе настане голем писок по целата египетска земја, како што досега немало, ниту некогаш ќе има. А кај синовите на Израел нема ни куче да залае со својот јазик, ниту против човек, ниту против животно, за да се види дека Бог прави разлика меѓу израелците и египтјаните. Значи, Бог толку многу владее со физичкиот свет, дури и куче и со неговото лаење владее. И може да го застане и да го спречи во било кој момент. Дури и кучињата и нивното лаење се под контрола на Бог. Кога Јона бегаше од Бог и падна во море, Бог и заповеда на голема риба да го лапне, не да го убие, само да го лапне, и после и заповеда да го плукне. И го плукнува Јона, и Јона оди во Нинева, и тамо во Нинева му заповеда на растенија тоа да израсне над Јона и да му даде сенка. Потоа заповеда на црв, тој црв да го изгризе, да го изеде тоа растение. Значи, гледаме дека Бог е во контрола со морето, со ајкулите, со китовите, со сите растенија, со сите инсекти, со сите црви, сите мравки, се владее и се контролира. Бог е во контрола и владее со сите бактерии, сите вируси, сите болести. Нема ништо мало, нема никаков детал, нема никаква прашинка, нема никаква честица над која Бог не е суверен. Броеви 22-28, Бог ќе отвара устата на магаре и тоа зборува. Му заповеда на магаре и тоа зборува. Втора книга Цареви 2.24, Бог праќа две мечки да ги раскинат 42 бесни момчиња, кои се исмеваат на пророкот. Во книгата на Данијел Бог ја затвара устата на гладни лавови, додека Данијел е во келија затворен со нив цела вечер. Че гледаме дека Бог апсолутно доминира и владее со животинскиот свет. Понатаму, Псалм 147, 15 до 18 стих, Бог вика, пишува, Бог го испраќа на земјата своето слово, неговиот збор оди брзо, дава снег како волна, сипува мраз како пепел, фрла град свој како залаци. Пред неговиот мраз, кој може да се устои? Ќе го испрати својот збор и се стопува, ќе дувне со ветрот свој и води потекуваат. Значи, гледаме дека Бог е тој кој дава снег, дава мраз,
дава град, ветрот е во неговите раце. Библијата кажува дека ги прави облаците своја кочија и јава на крилјата на ветрот. Значи, Бог е во контрола на сите ветрови, на сите урагани, на сите циклони, на сите торнада, на сите бури, на сите природни феномени. Тој ги праќа, тој ги води, тој ги контролира и може у секој момент да ги застане. Може у секој момент да ги спречи. Че во оваа втора сфера гледаме дека Бог владее со природниот свет, со се видливо, со цела материјална креација, со сите животни, сите птици, сите инсекти, сите растенија, се е во змечувачка контрола на неговите раце. Следната сфера е човекот. Човекот суверено исто така Бог владее надворешно, со неговата физикалија, со неговото тело, неговите земни, телесни движења и активности и внатрешно исто така. Ајде да видиме првен со човекот како Бог владее надворешно, со неговата физикалија. Изреки 16 глава, 9 стих, пишува човекот сам го обсмислува патот свој, но Господ управува со него. Значи, гледаме дека Бог ги управува и патеките на човекот. Човекот планира нешто, сака нешто, се стреми кон нешто, но тоа што Бог ќе одлучи, тоа ќе биде. Тоа ќе се случи. Второзаконие 32-39, Бог вика едноставно јас сум и нема друг Бог покрај мене. Јас усмртувам и јас оживувам. Јас удирам и јас исцелувам и никој не може да избави од мојата рака. Бог е тој кој дава живот, Бог е тој кој носи смрт. Бог е тој кој спасува, Бог е тој кој не спасува. Бог е тој кој носи болести и Бог е тој кој исцелува. Човекот е во неговите раце. На кој сака дава живот, на кој сака дава смрт. На кој сака носи исцелување, на кој сака не носи исцелување. Никој не може да избега, да се спаси, да се скрие од Божјата рака, од Божјата сувереност, од Божјата контрола и власт на неговиот живот. Бог е во диалог со Мојсија пред да го прати во Египет. Мојсија е несигурен и пишува во Излез 4 глава 10-11 стих. Мојсија вика: прости ми Господе, јас никогаш не сум бил красноречив човек, ни порано, ни сега кога му зборуваш на својот слуга. Сум бавен на зборувањето и на јазикот тежок. Господ му рече: кој му ја даде устата на човекот? Кој го прави нем и глув? Кој му го дава видот и кој го ослепува? Зарем тоа не сум јас, Господ? Че гледаме дека Бог е тој кој дава вид. Бог е тој кој дава слух. Бог е тој кој дава говор. И сите најразлични капацитети што човекот ги има. Ако некој се роди нем или глув или слеп, Бог сакал така да се роди. Ако некој има некој хендикеп или инвалидитет, или се роди со некој хендикеп, Бог сака така. Така била неговата волја. Ако некој го стекне тој хендикеп, инвалидитет, текот на својот живот, таква била Божјата волја. И Бог има власт и контрола над сите работи и може у секој момент да прекине нешто. Може у секој момент на слепиот да му даде вид, на глувиот да му даде слух. Бог е во целосна контрола
на физикалијата на човекот. Апсолутно владее. Понатаму во Изреки 16 глава 33 стих пишува: во пазувата се фрлаш дрепката, но од Господ е секоја одлука. Во наше време ова би се превело како фрлање на коцка у казино. Се фрла коцката у казино и бројките што ќе паднат горе се од Господ. Тоа е неговата одлука. Например, ако играш некоја игра со карти дома и влечеш карта од голем куп, таа карта што ќе ти се погоди, таа карта е од Господ. Тоа го кажува стихот. Се фрлаш дрепката, но одлуката е од Господ. Бог е во контрола со коцката, со картата, со сите работи. Тој надворешно, тотално со целата негова физикалија и сите негови патишта, дејства, случки, активности апсолутно владее. Човекот сака да мисли дека е независен, сака да мисли дека он е тој што е во контрола, сака да е слободен, но тоа е заблуда. Не е слободен. Тоа што Бог ќе каже, тоа што Бог одредил, тоа ќе се случи и ќе биде. Бог исто така внатрешно владее со човекот. Под внатрешно мислиме неговата духовност или неговата нематеријална природа, неговиот ум, неговата волја, целата динамика на душата, исто така Бог владее. Ајде да видиме неколку стихови за тоа. Изреки 21:1 пишува: срцето на царот е во раката Господова како водните потоци, тој го насочува каде што ќе посака. Бог го води срцето на царот како вода. Сега лево, сега десно, сега лево, сега десно, сега право, право. И ако срцето на царот е во раката на Господ, значи царот се мисли е некој недостапен, некој кој не можеш да го видиш, не можеш да се сретнеш. Колку повеќе сите други луѓе. Колку со сите други луѓе Бог владее со нивните срца. Страшната работа почнуваме да ја гледаме во Излез, кога Бог действува на фараонот на Египет. И Бог е тој што му го стврднува срцето. Во Излез 4 глава, 21 стих пишува: Господ му рече пак на Мојсие: кога ќе се вратиш во Египет, погрижи се да извршиш се пред фараонот што ќе ти кажам, сите чудеса што ти ги дадов. А јас ќе го направам неговото срце кораво, така што нема да го пушти народот да си отиде. Излез 7:3 Бог вика: јас ќе го закоравам срцето на фараонот, за да ги умножам знаците и чудата во египетската земја. Излез 14:4 јас ќе го закоравам срцето на фараонот и тој ќе тргне во потера по нив. Но јас ќе се прославам над фараонот и над целата негова војска, така египјаните ќе сознаат дека јас сум Господ. Бог владее со човековото срце. Пета книга Мојсија 2:30 Бог го стврднува срцето на царот Сихон. Пишува: хебошкиот цар Сихон не се согласи да минеме преку земјата негова, зашто Бог го стврдна духот негов и срцето негово го окорави, за да го предаде во раката твоја, како што тоа виде сега. Во Новиот Завет го гледаме истото. Во Јован 12 глава 37 до 40 стих е даден одговорот зошто луѓето не поверуваа во Христос. Стиховите викаат: иако Христос направи многу чуда пред нив, не веруваа во Него, за да се исполни словото што го рече пророкот Исаја: Господи, кој поверува на нашата проповед? И колку и на кому му се откри Божјата рака. Затоа не можеа да поверуваат, зашто Исаја уште рече, и еве причината. Тој, мислејќи на Бог,
им ги заслепи очите, им ги скамени срцата, за да не гледаат со очите и да не разберат со срцето, за да не се обратат и јас да ги излечам. Бог е тој кој заслепува очи, Бог е тој кој скаменува срца, Бог е тој кој отвара очи, Бог е тој кој омекнува срца и дава спасение. Според Тимотеј 2 Тимотеј 2:24, Бог е тој кој дава покаяние на човекот. И според Ефесијаните 2:8 и 9, Бог е тој кој дава вера на човекот. И Филипјаните 2:13, Бог е тој пишува кој действува во нас да сакаме и да постапуваме според неговата волја. Бог е тој кој действува во нас. Значи, со овие стихови гледаме дека Бог е апсолутно во контрола на човекот, на неговата надворешност и на неговата внатрешност. И прави со човекот како што он сака, со целата негова душа, срце и волја. Значи, видовме сувереноста на Бог во три сфери: во духовниот свет, ангелите и демоните, во природниот свет, во се видливо, и во човекот, надворешно и внатрешно. Тоа значи дека Бог е апсолутно суверен на се и ништо и никој нема да застане на патот он да ни го даде овој благослов. Сувереноста на Бог се осигура и го осигура нашето наследство. Значи, кажавме дека советот на Светото Тројство е основата од каде се извира, чисто да сумираме. Советот ја движи неговата волја, неговата наклонетост. Од неговата волја и наклонетост доаѓа неговата одлука, решителност, детерминација да исполни се според неговиот совет. И Божјата одлука ја основа и го основа предопределувањето кое ни го дава овој благослов наследството. Сувереноста на Бог е таа која движи се и Бог ќе се осигура дека наследството ќе биде наше на крај. И сега ќе продолжам со историјата која почнав. Таткото починал пред неколку месеци подоцна. И се е планирало голема аукција за неговите слики. Се собраа многу влијателни луѓе, возбудени што ги видоа од личните слики. Имаа можност да купат една од нивната колекција. На платформата седеше сликата на синот на човекот. Аукционерот удри со чеканот. Ќе започнеме со надавањето на оваа слика на синот. Кој ќе понуди за оваа слика? Праша. Настана тишина, потоа глас од задниот дел на собата извика: сакаме да ги видиме познатите слики. Прескокнете оваа слика. Но аукционерот обстојуваше. Дали некој ќе конкурира за оваа слика? Кој ќе почне со надавањето? 100 евра, 200 евра, 300 евра? Друг глас луто извика: не дојдовме да видиме оваа слика. Дојдовме да ги видиме Ван Гог и Рембрандт. Продолжете со вистинските понуди. Но сепак аукционерот продолжи: синот. Кој ќе го земе синот? Конечно од задната врата на собата дојде глас. Тоа беше долгогодишниот градинар на човекот и на неговиот син. Ќе дадам 10 евра за сликата. Бидејќи беше сиромашен човек, тоа беше се што можеше да си дозволи. Аукционерот каже: имаме 10 евра, кој ќе понуди 20 евра. Дајте му за 10 евра, ајде да ги видиме мајсторите, викаше толпата нестрпливо. Аукционерот продолжи: 10 евра е понудата, дали некој ќе понуди 20 евра. Толпата стануваше лута. Тие не сакаа да гледаат сликата на синот, тие сакаа подостојни инвестиции за нивните колекции. Аукционерот го удри чеканот. Одиме еднаш, одиме два пати, продадено за 10 евра. Еден човек кој седеше на вториот ред извика: сега да продолжиме со собирањето. Но аукционерот го положи својот чекан.
Жал ми е, аукцијата е завршена. Што е со сликите, прашуваа сите во шок. Жал ми е, акционерот рече. Кога ме повикаа да спроведам лицитацијата, ми беше кажено дека има тајна одредба во тестаментот. До сега не ми беше дозволена да открием таа одредба. Само сликата на синот ќе биде ставена на аукција. Кој ќе ја купи таа слика, ќе го наследи целото наследство, вклучувајќи ги и сите други слики. Човекот кој ќе го земе синот, добива се. Така и овде, кај нас. Кој ќе го земе синот? Кој ќе го земе Господ Исус Христос? Ќе наследи се. Се ќе биде негово. Кој нема да го земе синот, ништо нема да наследи. И тоа што го има на земјата, и тоа ќе му биде земено. И ќе биде фрлен во пеколот. Кој го има синот, го добива целото наследство. Сега ќе продолжиме со примена. Ќе имаме 3 примени од стихот. Првата примена ќе биде за наследство. Кажавме дека Бог преку својата сувереност, преку својата моќ, преку својата змечувачка контрола над сите работи, ќе ни го даде наследството, ќе ни го даде целиот универзум. Во поглед на таа перспектива, дека целиот универзум ќе биде наш, зар сега на земјата ќе бараме земни работи, ќе бараме земни наследства, ќе бараме земни поседи. Зар сега на земјата ќе паднеме во грев, ќе паднеме во фрустрација, да добиеме некои земни привремени работи, кои еден ден и така ќе ни се земат, еден ден и така сите ќе ги оставиме и ќе се заминеме голи од овој свет. Каква травестија! Да се фокусираме на овој земен свет, на овие земни наследства, на овие земни привремени ентитети? Немој. Бог е суверен и тој ќе се погрежи да ти го даде наследството. Тој ќе ти даде тоа што го бараш. Целиот универзум ќе биде твој. Како што тој движи и дава енергија на сите работи, ќе ти го даде наследството. Сврти си го фокусот од земни работи, земни наследства, земни поседи, земни плацеви кон вечното наследство, кој никој и никогаш нема да ти го земе. Втората примена е страв од природни појави и катастрофи. Страв од природни појави и катастрофи. Хоратиус Бонар пишува, отворен цитат, дождот, облаците, молните и се друго не доаѓаат слепо, случајно или по некој мртов закон, туку излегуваат од Бог како негови гласници. Тие имаат божествено значење и небесен глас. Летото ни зборува со своите зелени полиња и миризливи градини. Зимата ни зборува со својот мраз, снег и лед. Со овие Бог управува со луѓето, поморот, гладот, земјотресот, молњата, невремето. Секој од нив има посебна порака до народите и до секој од нас. Да видиме Бог како се приближува, ни се приближува со нив, покажувајќи ја својата грижа и љубов, покажувајќи неуморна грижа за нашата благосостојба. Затворен цитат. Бог е во контрола, како што кажавме, на сите природни појави, на сите дождови, на сите молњи, на сите торнада, на сите вулкани, на се. На сите природни катастрофи, на сите земјотреси, на сите монсуни. Што може да замислиме? Бог е во контрола. И ако Бог не ги спречи, ако Бог не ги застане, ако Бог не го застане тој страшен земјотрес, ако Бог не го застане тој страшен вулкан, ако Бог не го застане тој монсун или ураган или торнадо, тоа значи дека има причина и план да оствари нешто. Има причина и план. Тој земјотрес, тој ураган, тој пожар не е
надвор од неговата контрола. Туку Бог е тој кој го праќа, му дава енергија, го вбризгува, го движи. Бог е тој кој го праќа. И наместо страф и трепет од природни појави, ние треба да го славиме Бог во нив. Треба да го славиме, да го издигаме. Имаш ли страф од пожари? Имаш ли страф од вулкани, од урагани, од земјотреси? Имаш ли страф? Немај. Бог е во контрола. Бог движи сите работи. Во Евангелијата гледаме дека Исус, кога спие на бродот, настанува бура, станува и само со 2 збора го смирува целиот тој ураган, целото тоа торнадо. Само со 2 збора. И све е мирно и тивко. И ако Бог, како што кажав, остави и не го спречи тоа, има причина и има волја. Тој од кој треба да се плашиме е Бог. Не природни појави, не вулкани, не торнада, не пожари, не молњи, туку само Бог кој ги праќа нив. Бог треба да е нашиот страф и трепет, а не ништо друго. Треба само да го славиме и да го издигаме во сите природни појави. Третата примена и последна е фрустрација, иритација со настани и луѓе околу тебе. Фрустрација, иритација со настани и луѓе околу тебе. Познатиот пастор Чарлс Симеон од 18 век пишал вака: во сите наши искушенија, помалите што се случуваат во општествениот или домашниот живот, како и оние од поголема природа, да се навикнеме да ја гледаме раката Господова и да речеме тој е Господ, нека прави она што му е добро во неговите раце. Во ова во голема мера ќе го смири нашиот ум и ќе го отстрани од силото од 10.000 мали иритации кои често не мачат, многу повеќе од потешките неволји. Ако научиме да ја гледаме Божјата рака во се, тоа ќе ни донесе мир во душата, дури и среде најтешките искушенија. Затворен цитат. Бог да ни помогне на сите нас да гледаме неговата рака во сите работи, во сите луѓе, во сите настани, во сите случаи, во се. Бог е тој што држи се, движи се и Бог е тој што ги праќа сите настани, сите луѓе, сите случаи, сите работи. И ако не ја видиме неговата рака во сите работи, ќе паднеме во грев. Ќе паднеме во фрустрација, во иритација, во гнев, во немир, во антагонизам, во горчиња, во депресија. Тоа е. Бог да ни помогне да ја видиме неговата рака, неговиот план, неговата волја, неговата енергија во сите работи. Во сите случаи, во сите настани, во сите луѓе, во сите болести, во сите тешкоти, во сите неостварени планови и желби. Бог е тој што е во контрола и Бог ќе се осигура преку својот суверенитет да ни го даде наследството. Да се помолиме. Господе, фала ти за твојот збор кој не учи и ни кажува јасно и гласно дека ти си тој кој владее. Ти си тој кој е во контрола на се, ти си тој кој движи се, дека нема ништо случајно, дека нема ништо оставено,
на некој природен закон. И живееме, Боже, во свет на материјалност. Живееме во свет каде некој слеп процес движи се. Некоја слепа еволуција, некоја слепа случајност, некоја природна селекција движи се, некоја слепа судбина пишува се. Тоа го гледаме у светот и тоа ни влијае. Сакаме или не ќе ни влијае. Образовниот систем, едукативниот систем на работа, насекаде. Насекаде е дека има некој слеп процес кој што владее. Знаеме, Боже, дека тоа е лага, знаеме дека нема никаков слеп процес, никаква судбина, никаква случајност, дека ти се владееш, ти си во контрола од мината вечност па се до идна вечност, ти си Бог и нема друг. И бидејќи си суверен, ние може тебе да ти се довериме. Целосно да ти се предадеме, целосно да кажеме ти си Бог и ти правиш што сакаш. Да имаме мир во твојата сувереност, во твојата контрола, дека ти знаеш што е најдобро за нас. Како што кажува Римјаните 8, и правиш сите работи да работат за наше добро. И во маката, и во болките, и во тешкотијата, се работи за наше добро. Се работи ние да го добиеме наследството. Се работи ние да бидеме благословени. Затоа помогни ни, Боже, да не очујуваме, да немаме фрустрација, иритација со настани и луѓе. Боже, помогни ни, дај ни вера. Дај ни вера, дај ни очи да го видиме Твоето дејство, да те видиме Тебе во сите работи. Во Твоето име се молиме. Амин.